Редовен термин за дневникот на К1 телевизија. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Се судрија автомобил и цистерна, изгоре автомобилот, за среќа патниците со лесни телесни повреди. Високите температури ја зголемија потрошувачката на електрична енергија. Македонија размислува за зголемување на производството. Најавата за промена на законот за пушење ги подели граѓаните. Едни велат ова е добра новина, за други подобро е да остане по старо. Страшна сообраќајна несреќа денеска се случи на Клучката кај Башино село. Се судрија цистерна полна со пропан бутан и патнички автомобил. Од ударот патничкото моторно возило се запалило, но за среќа патниците навреме успеале да се извлечат од автомобилот. За среќа нема жртви освен телесни повреди на тројцата патници. Колешката Дијана Иванова ги има деталите. Оваа аматерска снимка е доказ за страотната сообраќајна несреќа која утринава се случи во Белес, во непосредна близина на Клучката кај Башино село. Директно се судрија цистерна полна со пропан бутан и патнички автомобил. Возачот и двајцата патници од автомобилот Фијат Пунто имале голема среќа. Брзата интервенција на вработените од околните компании и пожарникарите е причина тие да бидат извадени од автомобилот пред истиот целосно да изгоре. Овдека имаше голема опасност ако не интервенираше противпожарната единица брзо и ако не беше дојавен пожарот, можеше да дојде до запалување на самиот камион, односно знаеме пропан бутан што значи, тоа ќе беше една атомска бомба среде Башно село, така речено, и 2-3 километри околу сета површина ќе имаше проблем. Затоа нашите колеги со пена извршија гушење, односно гасење на самиот автомобил, оштетен автомобилот 100%. Возачот и сопатниците со возило на итната медицинска служба пренесени се во Велешката болница. Таму лекарите им констатирале лесни телесни повреди. Увид на местото на несреќата направи СВР Велес. По завршување на истиот надлежните служби интервенирале за темелно чистење на коловозот. Јако командир на единица повикав ＪКП Дервен каде што дојде цистерната за да се ичисти сето тоа што беше масноти од самата нафта и од самото горење, односно дојдоа и од Дамаса возилото изгорено го тргнаа од патот. Непочитување на патната сигнализација неофицијално е причина за настанување на оваа сообраќајна несреќа. Кој погрешил, возачот на цистерната или пак на автомобилот, од полицијата вела дека одговор ќе се добие по завршување на комплетната увидна постапка. По краткото намалување на температурите, Македонија повторно зафатена со високи температури, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Министерството за здравство, како и лекарите, повторно укажуваат на важноста од почитување на препораките со цел заштита од топлото време. Високите температури се чувствуваат уште во раните утрински часови, па така граѓаните своите потреби препорачливо е да ги извршуваат што порано, а доколку е можно истите да бидат и одложени. По најавите од Управата за хидрометеоролошки работи дека повторно следуваат денови со високи температури на територијата на цела држава, повторно важат и препораките да не се одржуваат спортски активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Се препорачува да се избегнува консумирање производи кои не се термички обработени, а внимателно да се консумираат и сладоледи и разни кремови. Значително е зголемена и потрошувачката на електрична енергија во летните периоди. Во Македонија во моментов 13 до 14% се произведува енергија од обновливи извори. Како земја која изобилува со природни ресурси, ветерот, водата и сонцето, има капацитет за производство на така наречената зелена енергија. Дијана Иванова работеше на оваа тема.
Енормно високите температури ја зголемија потрошувачката на електрична енергија во Македонија. Расте и продажбата на клима уреди. Нивната многочасовна употреба всушност е причина за зголемување на бројот на потрошени киловат-часови. Надлежните смируваат, место за паника нема. Снабдувањето со електрична енергија во Македонија е стабилно. И понатаму значителен дел од потребната електрична енергија се обезбедува од увоз. Може ли Македонија да ја намали потребата од увоз на електрична енергија? Ова е прашање кое многумина си го поставуваат. Колку девизи би останале во државната каса, ако Македонија успее да ја зголеми количината на произведена енергија од обновливи извори, кој во моментов се движи од 13 до 14%. Ветер, вода и сонце. Македонија има доволно за сериозно да се размислува за производство на така наречена зелена енергија. Така на територијата на општина Чашка по течението на реките Тополка, Врановска, Чеплевска и Орешка издадена е концесија за изградба на 6 мали хидроцентрали. Изградена е само онаа на Врановска река. Останатите 5 се во подготвителна фаза. Кога сме кај производството на електрична енергија од обновливи извори, лидер во нашиот регион е општина Кавадарци. Тука се изградени 5 мини централи, а Тиквешко поле подготвува документација за изградба на уште една. Неодамна во работа беше пуштена и мини хидроцентрала во Демир Каписко. Европските директиви од оваа област предвидуваат до 2020 година за 20% да се намали вкупната потрошувачка на примарна енергија, што значи дека производството на така наречена зелена енергија во наредниот период мора да расте. Расте револтот и незадоволството кај земјоделците. Побарањата на овчеполските земјоделци за помош од Министерството за земјоделство со поддршка се огласија и земјоделците од Пелагониско. Председателот на Сојузот на земјоделците Велјо Тантаров со апел до Министерството и министерот Николовски, што побрзо да се изнајде решение за проблемите на земјоделците. Додека земјоделците од Светениколско очекуваат абер од министерот за земјоделство по нивните барања, стигнува поддршка од земјоделците од Пелагонија. И овие земјоделци бараат од ресорното министерство, земјоделците кои обработуваат државна земја, годинава да бидат ослободени од плаќање на закупнина. Председателот на Сојузот на земјоделците Велјо Тантаров апелира за брзо решавање на проблемите на земјоделците. Бараме концесијата кај оние земјоделци што има земено државна земја под закуп, да биде годинава избешана, затоа што нема каде да се плати, со приноси и во Пелагонија во приватен сектор, во риско-планинските и неразвиените подрачја што се движат околу 1000 килограми по литар, не може да се плати ни субвенција, ниту пак некои други давачки. Ние се надеваме дека наскоро ќе имаме шанса да бидеме примени од премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, да го запознаеме со сите наши тешкоти што годинава се наметна. Во средата, предупредувачки протест има земјоделците од Светениколско. Велат годината е лоша, одвеј врзуваме крај со крај. Наместо помош, добиваме зголемување на трошоците. Сакаме да ги опоменеме горе Министерството за земјоделие, оти ние ги имамо некои наши барања дадено пред месеци нешто дена, а до сега никако одговор да добиеме, да ти кажам. Државата итно да интервира. Наветените мерки кои ги обеќаа, меѓутоа до сега тоа ништо нема ни дојдено, ни донесено, ни чуено, ништо, дури и нашиот слух не се слуша. Со 50.000 заработка ја да дам 5.000 месечно. 1000 евра само од мене за книговодство. Тоа испаѓа негде у проценти околу 13% од мојот чисто нето приход за книговодител. Светениколските земјоделци се децидни, доколку нема слух за нивните проблеми од владата и од ресорното министерство. Тие со својата механизација ќе ги блокираат македонските патишта. Високите летни температури предизвикаа поголема потрошувачка и на водата. Овој проблем особено го имаат помалите општини и руралните средини. И Светениколе е меѓу општините кои имаат зголемена потрошувачка на вода. Градоначалникот Зоран Тасев вели дека засега граѓаните совесно ја трошат водата од градскиот водовод.
За околу 70 литри вода во секунда е зголемена потрошувачката во Свети Николе. Високите летни температури се главниот предизвикател за ваквата состојба, но и покрај зголемената потрошувачка нема дефицит од чиста вода за пиење. Освен намалениот притисок на некои делови во градот, позначителни проблеми нема, вели градоначалникот Зоран Тасев, додавајќи дека општината работи на брзо решавање и на овој проблем. Во одредени делови од градот, се јавува можеби слаб притисок, меѓутоа со нашите интервенции кои што ги направивме во претходните години, со оние 4,5 км промена на водоводна мрежа од азбестна со ПВЦ и составање на регулационите вентили, ни фалат уште вентили, оној скада систем за регулација на притисокот со кој што би имале изедначен притисок ни секаде низ градот. Тоа е една дополнителна инвестиција во која што работиме и бараме средства преку Светска банка и на тој начин ќе го обезбедиме градот со еднаков притисок и намалување на загубите од вода. Та се вели дека граѓаните совесно ја користат водата, но апелира и понатаму на рационално користење, барем во периодот кога е најтопло. Не сум досега апелирал да граѓаните совесно ја трошат вода, тоест да не полеваат бавче во нели кога е најжешко, меѓутоа треба да знаеме дека водата е драгоцен ресурс и треба рационално да се однесуваме спрема нејзе, а впрочем кој колку потроши толку и ќе си плати, нели комуналец е тука надлежен за таа работа. Локалната самоуправа континуирано води сметка граѓаните да бидат снабдени со чиста вода за пиење, особено во текот на летниот период. Освен во градското подрачје, грижа се води и за руралните населени места. Најавата за промена на законот за заштита од пушење ги подели граѓаните. За едни ова е добра новина, за други пак најдобро е да остане по старо. Овој закон набрзо треба да се најде пред пратениците во собраниска процедура. Екипата на Кајден ги анкетираше Велешани. Еве што ти е велат. Бура од реакции предизвикаа предлог измените на законот за заштита од пушењето, кој набрзо треба да се најдат во собраниска процедура. Предлогот на неколку пратеници од владеачкото мнозинство да се измени законот за заштита од пушењето по скратена постапка предизвика реакции на социјалните мрежи. На Твитер се појавија интересни твитови од страна на пушачите и непушачите. Враќањето пушење у затворени простори е најглупата идеја што се споменава во задње време. Од пасивно пушење се умира повеќе, затоа што ми се јаде на чисто, уз мезе и ракија. Пушач ако не ќе не мора да ме дружи, ако сака ќе издржи. Пушач сум, ама ми смета пушењето во затворени простории. Ем штетно, ем очи солзат, ем мириса облека, ем во диско секој втор те гори со цигара. Закон за пушење не го оправдувам. Секој собственик да си одлучи дали ќе се пуши во локал за кој плаќа кирија и плаќа данок. Моето право да те трујам со цигари е поголемо од твоето право да си непушач. Браво, ви држи вода. Како што и на социјалните мрежи граѓаните се со поделени мислења. Така покажува и анкетата на Кајден телевизија. Ако се воведе на ред, ќе се знае кај треба се пуши, кај не треба. Може сум да. Не. Зашто? Треба да остане. Па сепак пушењето поради здравството е негативно. Највише поради тоа. Да, дефинитивно. Оти сум пушач. Дискриминирани сме. Не. Зошто? Па, мислам, тој што пуши, нека си пуши на дома, да речеме, негде на јавни места, на некој може да му смета. Јас сум уопште да не се пуши. Бидејќи бев страшен пушач и прекратив пред 20 години. Над 46% од мажите во Македонија пушат, покажуваат податоците од Тутунскиот атлас, кој ги спроведува податоците за пушачките навики во различни земји. Со оваа бројка Македонија над просекот на земјите со среден бруто домашен производ. Во исто време, 26,8% од жените се пушачи, што исто така ја става Македонија над просекот. На граничните премини Богородица и Дојран утринава за излез од државата се чекало од 30 минути до 1 час. Според информациите од Автомотосојузот на Македонија, на граничниот премин Богородица се чека 1 час, додека на граничниот премин Дојран околу 15 до 30 минути. На останатите гранични премини нема подолги задржувања. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Продолжуваме со вести од Македонија. Денеска е работен ден за членовите на Собраниската комисија за финансирање и буџет. Продолжува расправата по ребалансот на буџетот за 2017 година, предложен од владата.
Расправата почна на почетокот на работната недела кога министерот за финансии Драган Тевдовски, образложувајќи го предложениот ребаланс, рече дека основната цел е да се намалат непродуктивните трошоци. 86,4 милиарди денари или 46% во однос на планираното, толку тежат приходите во првата половина од оваа година. На расходната страна евидентирани биле 94,6 милиарди денари. Со новиот ребаланс планирани се 23,4 милиарди денари за капитални расходи. Растот на економијата е ревидиран на 2,2% за годинава, а буџетскиот дефицит е проектиран на 2,9% од бруто домашниот производ. Во текот на досегашната расправа пратениците од мнозинството дадоа поддршка, додека опозицијата оцени дека ребалансот е антиреформски и дека се кратат средства за капитални инвестиции на сметка на партиски вработувања. Расправата за ребаланс на буџетот согласно деловникот на собранието може да трае до 10 работни денови. Очекувањата се дека до крајот на овој месец пратениците ќе го изгласаат предложениот ребаланс на буџетот. Единицата за недозволена трговија при секторот за внатрешни работи Скопје во соработка со Управата за безбедност и контраразузнавање, Единицата за брзо распоредување, Единицата Алфа и Единицата за увид на местото на настанот и анализа, денеска во селото Блаце во близина на регионалниот пат кон Косово, во канал покрај земјен пат, пронајдоа 2 рачни ракетни фрлачи М57, 7 рачни бомби, 5 запалки за рачни бомби, пушкометралес од кинеско производство, пушкометралес со пригушувач за пламен 7,62 мм од руско производство, автоматска пушка АК 7,62 мм, 3 празни рамки за автоматска пушка и 3 вреќи со вкупно 2141 куршум калибар 7,62. На местото на настанот од страна на секторот за внатрешни работи Скопје извршен е увид и пронајдените предмети се подигнати, пошто истите со наредба на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје ќе бидат предадени на одделот за криминалистичко технички испитување и вештачење при МВР заради изготвување на вештачењето. Секторот за внатрешни работи Скопје презема мерки и активности за целосно расветлување на кривичниот настан, пошто во консултација со надлежното Основно јавно обвинителство Скопје ќе следуваат соодветни поднесоци. По земјотресот кој вчера наутро го стресе Егејското море со јачина од 6,7 степени по Рихтер, авторшоковите продолжуваат и денеска. Тлото се тресе во Измир, Атина, како и на други места во Грција и Турција со јачина од 2,3 степени и 4 степени по Рихтер. Инаку по потресот имаше и мало цунами во Бодрум, а во земјотресот беа повредени 120 лица. За жал, 2 туристи врз кои се струполија камења починаа. Продолжуваме со вести од светот. Протестите во Полска не вродија со плод. Властите останаа глуви на предупредувањето од Европската Унија и по визит од Вашингтон. Рано изутринава, Горниот дом на Полскиот парламент ја одобри спорната реформа на Врховниот суд. Законот, кој што пред 3 дена беше усвоен во Долниот дом, во Сенатот беше поддржан од 55 сенатори. 23 беа против, 2 сенатори се воздржаа од гласање. По ваквата одлука на Сенатот, околу 200 демонстранти се собраа и пред летната резиденција на полскиот претседател Анджеј Дуда во јурата на Балтичкото море, за да го повикаат да не го потпишува законот. Сега на потек е шефот на државата. Тој има право да го потпише законот, да стави вето врз него или доколку има сомневања да го испрати пред Уставен суд. Течат со закон предвидените 21 ден на претседателот Дуда да стави потпис или вето на 2 закони за судските реформи, изгласани на 12 овој месец од страна на полскиот парламент. Агенцијата ДПА пренесува дека вчера вечер палестинскиот претседател Махмуд Абас наредил да се замрзнат сите официјални контакти со Израел. Оваа наредба, како што пренесуваат медиумите, би била на сила се додека Израел не ги повлече новите мерки за безбедност воведени од еврејската држава, односно поставувањето на детектори на ридот на храмот во Ерусалим.
Од името на палестинското раководство објавувам прекид на сите контакти со окупацијската сила на сите нивоа, се додека Израел не ги повлече своите мерки против палестинскиот народ, Ерусалим и особено џамијата Ал-Акса и него почитува историскиот статус кво на правниот статус на џамијата Ал-Акса, изјавил Аба за палестинските медиуми, а пренесува агенцијата ДПА. Светските медиуми јавуваат дека 7 палестинци се убиени во судир со израелските сили поради безбедносните мерки и детекторите на храмот во Ерусалим. Израелската влада одлучила детекторите за метал да влезат во храмот кој муслиманите го нарекуваат Харем Ал-Шариф и каде се наоѓа џамијата Ал-Акса да останат и понатаму. Властите овие детектори ги поставија по неодамнешниот напад во кој што животот го загубија двајца полицајци. Детекторите за палестинците се неприфатливи, како што пренесуваат медиумите. Тие сметаат дека ова е обид за ширење на израелско влијание на местото кое што е свето за нив. Ваквите обвинувања власта во Израел ги отфрла. Денеска имаме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Според најавите на хидрометеоролозите, во планинските подрачја кон крајот на денот ќе има ретка појава на дожд и грмежи. Утринската температура се движеше во интервал од 12 до 19 степени, а дневната температура достигнува до 38 степен. УВ индексот има вредност 9. За време на викендот и во понеделник не е исклучена ретка појава на краткотраен дожд со грмежи, пред се во планинските подрачја на запад и кон југоисток. Промена и посвежо време се очекува од вторник кон крајот на денот. Со метеоинформациите го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.